Поопасен, стрмен и непристапен терен со специјалните армиски и полициски хермелини и пинцгауери, тимови на дирекцијата за заштита и спасување демонстрираа дека и годинава се подготвени да се справат со пожарите на отворено. И оваа сезона така наречените огнени тимови составени од припадници на доброволните противпожарни друштва и дирекцијата за заштита и спасување се првата линија на одбрана од огнените стихии. Првиот човек на дирекцијата информираше дека во Македонија има околу 900 професионални пожарникари кои се подготвени да интервенираат уште при првиот сигнал за пожар. Како засилување на располагање и новата единица од поранешни припадници на полицијата и армијата, кои ќе имаат задача со специјални возила брзо да стигнат до најкритичните места. За прв пат после долги години, на почетокот на јуни, имавме 3 функционални ер-трактори со функционални пилоти кои што навистина одлично ја вршат својата работа и значително помагат во справувањето со пожари. Во рамките на Министерството имаме 3 функционални хеликоптери, еден помал хеликоптер кој што ќе го користиме за извидување, како и 2 хеликоптери кои што ќе ги користиме за транспорт на луѓе, пред се пожарникари, но и други сили, за префрлање до местата каде што имаме пожари, но и за гасење на пожари. Превентивно уште од 1 јули е прогласена кризна состојба, а до крајот на август има забрана за движење во шумите. Надлежните сметаат дека токму раната мобилизација придонела бројот на пожари да биде помал во споредба со претходните години. Во текот на јули дневно во просек биле регистрирани околу 15 пожари, а сите биле ставени под контрола со брзи интервенции на терени од воздух. Тоа е една од причините зашто имавме помал број на пожари. Кризната состојба ни овозможи сите институции да бидат максимално подготвени и координацијата помеѓу институциите да биде многу пооперативна, да се одвива брзо и да можеме да носиме брзи одлуки и да даваме брзи наредби. За прв пат во битката против пожарите тимовите имаат на располагање и водни ранци со мокни пумпи. Поделени се 1000 нови специјални негоречки гумени метли за гасење пожари на отворен простор. И покрај подобрената подготвеност, надлежните предупредуваат дека ниту една опрема не може да помогне ако совеста на граѓаните затаи. Затоа повторно апелираат секој што ќе забележи чат или пожар, веднаш да ги извести службите. Велат дека токму навремената пријава и брзата реакција се најсилното оружје во спречувањето огнената стихија да се прошири и да предизвика поголеми материјални и еколошки штети.